Букнаа во земјава во текот на денешниот ден. Колку огнени стихии во моментов се активни и каде е најалармантно во живо, прашувам Наташа Мерцовска. Тино според податоците на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, до 13 часот регистрирани се 20 пожари. Активни во моментов се 11, 3 се ставени под контрола, додека останатите се во целост изгаснати. Најкритичен е пожарот кај Струмичко во селата Баница и Водача. Таму пламените јазици се очекуваат да стигнат до куќите и овде предлагам да ја слушнеме каква е во моментов состојбата, изјавата на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Пожарот брзо почна да се шири низ високата трева во полето. Веднаш на терен излегла Струмичката противпожарна единица која што почнала со гасење на пожарот. Поради сериозноста на пожарот веднаш побара в помош и на лице место се упатија и пожарникарите од Гевгелија, Валандово, Радовиш и други пожарникари кои што помагат на струмичките пожарникари да се воспостави контрола. Во овој момент има делумна контрола, градоначалникот на Струмица е на лице место, од него веднаш е ангажирана, односно активирана механизација, работат трактори и булдозери кои што прават противпожарни пресеки за пожарот да не може да се шири понатаму, бидејќи е рамничарски дел. Во овој пожар нема изгорени куќи, зафатен од огнот е само некој помошен објект, но и тој не е изгорен, нема повредени лица. Една возрастна господја не сакала да ја напушти својата викендица, но била присилно изнесена за да не настрада доколку огнот дојде до таму. Апелирам да не се создава непотребна паника, сите пожари изгледаат страшно, но кога се блиску до град изгледаат многу страшно, бидејќи тогаш се видли за многу повеќе луѓе. Паниката е наш најголем непријател. Наташа, завчера имаше 35, вчера 27, денеска 20 пожари. Дали тоа значи дека има тенденција на намалување на бројот на пожари низ земјава? За жал, Тино, бидејќи изминатиот период наредниве денови се очекуваат екстремно високи температури, надлежните очекуваат бројот на пожари да биде повисок. Затоа апелираат граѓаните да бидат внимателни, посебно кога се движат на отворено. И најмала искра може да биде фатална и да предизвика нов пожар. Она што во моментов треба сите да го направат е да бидат целосно предпазливи, вели заменик на директорот на Македонски шуми Кире Михајлов. Да слушнеме и неговата изјава. Апелот на граѓаните кој што треба да го упатиме да во периодов кој што предстои бидат сериозно внимателни затоа што УХМР најави преголеми, превисоки температури, дури највисоки во текот на оваа година, значи најмала искра или најмало огинче некаде може да предизвика страшен пожар со големи апокалиптични последици. Токму затоа, повторно ќе кажам, апелирам до сите граѓани да бидат сериозно внимателни, оние кои што движат во природата без разлика дали се тоа се шумски предели, дали се тоа земјоделски површини, да не палат никакви огнови. Оние пак кои што ќе видат било каква појава која што наликува на некакво чадење или што е да е веднаш да пријават на 112 со цел нашите служби најбрзо да стигнат на местото на она кое што е детектира. Наташа Мерцовска во живо со најновиот преглед на пожарите низ земјава.